А смејат се обраќаме со Лазар? Да, ве молам, обраќајте ме. Нема никаква врска тоа, може да ме викате како сакате. Може да ме викате и... Ајде, сега да не. Кажи се. И Андреј може да ме викате. Ајде, Марко, следното прашање. Ајде. Здраво на сите, јас сум Антонија Гиева. А јас сум Мила Тодорова. Ние сме ученички од Ѓорги Димитров. Добре дојдовте во новата епизода на нашиот подкаст. Нашиот денешен гостин е дел од новата генерација на актери, кој што со себе носи многу ведра енергија и нов поглед кон театарската сцена. Со нас е Лазар Христов, младиот и талентиран актер кој е познато име пред театарската сцена и пред филмските камери. Лазар е особено познат преку тоа што преку неговите проекти допира до многу млада публика. Денес ќе зборуваме за неговиот пат до успехот, од средношколските клупи се до успешен актер. Затоа, останете со нас да го проследите и да го видите. Лазар, добре дојде. Добро ве најдов. Се страв ми ова да не пука микрофонов, ама ќе иде окей. Ајде. Пред да почнеме со прашањата, на кратко представи ни се. Јас сум Лазар Христов, имам 28 години, така? 28 години. Чекај бе, сега ми беше роден ден, Секој пат исто ова, никогаш не знам кога ми е. 98. 28. Добро. Се у монтажа тука ќе имам диносаурус, така дека сум. Се шалам. Имам 28 години и сум актер по звање и се останато. Ајде малце за твојот почеток од средношколските денови. Како ти точно се определи да бидеш актер? Дали некој те потекна? Како се случи тоа? И однаш нека избувна. Значи, искрено, се не знам како функционира школово, како функционираат начини на промовирање на некои такви курсеви или глумачки школи или не знам што. Јас кога бев основно училиште, во школа имаше таква огласна табла на која што се лепеа такви милион глупости. Значи, онага учиш гитара кај Стево гитара 075, толку е ливчето, разбираш? И така од сите тие што беа наредени карате, не знам, сите глупости на светот, имаш едно што беше глума и ја отидов на тоа покрај сите останати ствари кои што ги посетував кога бев дете. Иначе бев и извидник, и на извидници одев, и на англиски одев, и на фудбал одев, и на кошарка одев, и на пливање одев, и на глума одев, на сите глупости одев на светот. Не знам, може да сум бил многу хиперактивен, мајка ми се спасувала од мене со тоа што ми дозволувала да одам на сите тие глупости. И во еден момент во животот, некаде во прва или во втора средно, во прва средно, морав да изберам со што ќе се занимавам од тие ствари надвор од школа. Така тргнав, така одлучив уствари дека. Така почна патот од основно. Па и од после во основно, средно продолжи да идеш на секции исто или? Да. Ептен идев на секции и во школа што се организира по предметот драма во Никола Карев. Да, иначе тоа Никола Карев завршив 3-та и 4-та година, а прва и втора учев во Јосип Броз. Сменив школа затоа што немаше смер, не се основаше јазично-уметничко Б. Следното прашање, дали твоите родители ти влијае врз својата одлука и дали те поддржа кога го одбра актерството, дека знаеме дека не е некоја многу чиста професија или општо занимање? Да, моите родители има обиди да ме Спречат? Па не да ме спречат, ама да ме насочат каде што они си замислиле дека треба да бидам. Меѓутоа не им успеа, не знам. Мајка ми до крај на моите студии, до пред да дипломирам, значи речи си пред да станам професионален актер, ја прашав мајка ми како абе ти со таков еден разговор интересен со нејза. И викам ти сигурно си замислувала нешто за мене, кога сум бил дете или нешто, сигурно си ме замислувала некаде, си го замислувала детево што ќе биде у животот, си го замислуваш или викам ова дека син ти ќе биде ваков кретен, мислам кретен, ама така. И мајка ми вика, не, ја цело време мислев дека ќе бидеш доктор. Добро? До кога, мислиш? Па до сега, вика. Како до сега? Па до лани, као лани негде сватив дека ти стварно си ова, дека тоа го правиш, дека... Викам, како бе доктор, од до кога, до сега, врска немам. Никогаш у животот сум немал желба за тоа. Никогаш.
И татко ми исто, татко ми мислам дека уште не ја сваќа мојата професија сериозно. Татко ми е трговец, него е бизнисмен. И на него се му е бизнис, се му е нешто како да се направат парички, како да... слушај, остај, добро ова ти што ми збориш, сам например, ќе се видиме, ќе отидам кај нив на гости. Супер ова, јако ова со глумава, стварно јако, него слушај, имаме една идеја сега да отвориме трафика. Чекај малце, нема сега да отворам трафика, сигурно. Пример е трафикава. Али да, мојот однос со моите родители на темата мојата професија е со неколку примери ова што ви го кажав. Покрај овие сите бизнес идеи, нели не те пренасочиле да не бидеш актер? И кога се запишал на факултет, дали си знаел дека испитот пред да се запишеш на факултет за драмски уметности е тежок? И дали тоа ти направило еден вид као демотивација, нема да се запишам таму, тешко е? Или... Не, напротив. Напротив, овакво тежок е тој испит, особено тогаш имаше голема конкуренција, сега нема толку кандидати за глумци на ФДУ. Тогаш беше многу. Првиот пат кога отидов бевме околу 100 луѓе, можеби 120-30 заедно со албанската и турската паралелка. Мислам класи албански, тие што слушаат глума на албански јазик и на турски јазик има две класи. Така што бевме околу 130 луѓе кандидати. Сега таа бројка е незамислива, онака драстично паѓа. Секоја година се помалку и помалку има кандидати. И знаев дека е тежок испитот, меѓутоа не знам, у главата е едно стање кај што или го имаш или го немаш, или сакаш да идеш по секоја цена да го правиш тоа, или не. Мора да го бараш твоето место под сонцето и ФДУ не е единствената ствар. Секогаш постои приватна академија која што секогаш може да од таму да ја добиеш и таа школа. И секогаш постои странство, никој не те запира, ти бидеш у странство, се бавиш со уметност, мислам, тоа е исто на секој јазик. Така што ја не размислував на опцијата да не бидам. Да, ти беше само ќе отидам таму и ќе го завршам. Да, тоа беше. Тоа дури првиот пат кога пробав на ФДУ, кога ме одбија првиот пат, има 2 пати одбиено и 1 година чекав, немаше приемен. 3 години чекав пред да се запишам. Првиот пат кога пробав на ФДУ, бев трета средно. Со трета средно можеше, сега не знам дали може, мислам дека не може веќе. Да, може 4. Порано со трета средно можеше затоа што после четврта беше таа пауза, па ја одам порано и ако те примат со трета средно, четвртата ја учиш вонредно, у средно, а си одиш на факултет. И ја бев прв пат со трета средно. Бев толку убеден дека тоа ќе бидам, што онака како имав некој рандом предмет хемија у трета, кој што не ми одеше и не сакам, бидејќи знаев кој е мојот пут, знам на кај идам. Онака, нема хемија да учам сигурно. И одев и на професорката и кажав, како професорка, ја ќе бидам актер, нема, ова сега стварно, сега имам приемен. Ќе положам приемниот, ќе станам студент, како зошто ме кочиш тука. Не, имам стина полагање, на полагање хемија у трета средно. И на крај ми пиша тројка, пошто на тој испит имав 5 на тоа полагање кога отидов со сите по едни го завршив. Да. Значи упорноста победува секојаш. Ако си искрен со себе, ако знаеш што сакаш стварно. Затоа што ако нешто сакаш само затоа што тоа е некоја добра струка за заработување пари или има многу има сега работа, има многу пари, има со компјутери ќе запишам, звони. Овакво тогаш не знам дали искрено си се пронашол себе во тоа или одиш да го правиш затоа што тоа е социјално добро да се исплати општествено некоја работа. Така што го пронајдеш у себе и слепо веруваш на тоа што стварно си ти, тогаш веројатно ќе успееш да тогаш. За млад некој сака да се занимава со актерство. Да. Како ти би го советувал, што би го советувал за да биде успешен? Или дали би му кажал да биде истраен и да ја следи таа кариера или да погледне на друга страна и да најде нешто друго? Не знам што значи успешен. И не знам дали сум. Тоа е многу зезната работа, пошто сега малца сме окей, можеме да сватиме дека не постои успех кој што е објективен успех, некој човек што заработува пари или има некоја кариера што му гази, и субјективен успех, човек кој што си има свој
цели во животот кои што си ги исполнува и си има субјективен успех. Тоа не може вие да го видите ако некој човек има субјективен. Така што тие два некаде се косат тие два успеси. Тие некаде се косат. До некаде може одат паралелно, ама некаде веќе скршнуваат, се косат одат во сосема друга насока. Така што во старт тоа успешен зависи за што збориме. Ако сака некој човек да направи кариера, да биде познат, да има многу пари од глумата или така натаму, таму не знам. Не знам да дадам совет за тоа, затоа што тоа и не сум јас. Не сум така успешен. Јас се сметам себе си за успешен за некои субјективни цели кои што ги имам поставено. Да ги исполниш. Начин на кој што функционирам, начин на кој што сум воспитан, начин на кој што ја сакам струката. Меѓутоа за секогаш мојот совет ќе биде дека треба да бидеш искрен кон секого, ама кога збориме за струката, кон струката. Мора да бидеш искрен кон струката. Не може да лажеш струката. Не може да, ако е потребно ја за овој лик да работам, не знам, сме процениле дека треба да работам малци надвор, малци некој ход да сменам или нешто, ми сме си процениле дека треба од прилика да посветам околу 10 сати од денот за 2 недели да дојдам до нешто. И ако не ги посветам тие 10 сати, не може да се лажам себе дека сум ги посветил. Не може да кажам, па да, супер, со паузи, па добро, малце настинат бев, ама сепак, не може. Мора беше искрен со себе. Затоа што знаеш, на крајот на денот, ти секогаш знаеш дека некаде си се лажеш сам себе у тоа. Тие финеси на таква искреност кон себе е доблесната работа која што може да му се случи на некој човек кој што се бави со уметност. Мора да биде искрен со себе. Бидејќи знаеш што се случува, знаеш до каде си. И ако знаеш дека си лош во тоа не те прави тебе неуспешен. Напротив, тебе те прави поуспешен од претходно затоа што веќе си дознал дека ти си лош во ова. Седнуваш да го работиш. Тоа е тоа. Свесноста за своите мани ти дозволува тебе да работиш на нив за да ги победиш. А ако се лажеш себе, ако, не знам, се добие некој филм или некоја реклама или некоја представа или некој аплауз и ти се потпреш на тоа не е секогаш вистинска, не е секогаш вистинско мерило за себе. Ти знаеш дека не си завршил таму добро, можеби си ја излажал публиката во одреден момент, ама ти знаеш дека си ја излажал публиката, дека ти не беше искрен овде. И сега да ти доби тука некој аплауз на некоја смешка, но благодарен си на тоа, ама знаеш дека тоа е некоја смешка, дека тоа не е твојата искрена реална работа. Искрена реална работа се темели на нешто друго, одиш да станеш тоа што ти сакаш да бидеш. А пример, кога работите со режисер, да. Дали е исто како... Со дали е слично, како со наставничка да те подучува? Не, професорите тебе те учат нешто, режисерот тебе не те учи. Режисерот си има негова работа. Он си ја врши неговата работа со тебе, односно со вас како актери, како тим. Не само со актерите, и со музички соработници, и со техничари, и со светломајстори, тонмајстори, така декоратери и така натаму. Неговата работа, јас како што имам разбрано, не знам, не сум учел режија, ама како јас ја разбирам и сега за сега добро ми функционира, неговата работа е да ја гледа последната слика. Он ја гледа представата пред ти да ја направиш. И он има бара начини на кои што ќе ве спроведе сите да дојдеме до таа представа која што он ја гледа во главата. Така што тоа е неговата работа. И секој режисер е различен, има свој начин на кој што го спроведува ова. И тоа е прекрасно. Тоа ги прави овакво слободни режисери или прагматични режисери или не знам, креативни или техничари. Има техничари, некои режисери се бават само со техника, доаѓаат ти кажуваат техника, во кои техники ќе работиме. Има режисери кои што се слободни, кои што даваат отворена некоја интерпретација, ти дозволуваат, па после тоа сумираат некаде. Така што да, не е како наставничка. Ама можда може да ги гледате наставниците како режисери, може ги помогне тоа. Дека они ја гледаат нашата крајна оценка пред да се случи. Од толку пати што имаме одговарано, више може да предвидат што ќе добиеме. Може тоа би бил добар професор. Да. Може тоа би бил добар професор, да го најде вистинскиот начин на кој што тебе ќе те донесе до твоето најдобро од себе.
за неговиот предмет. Јако. Дали го памтиш твојот прв настап и како се справи со толку голема трема пред толку публика на таква сцена, зашто јас тука пред вас четворица трема ме фати на почетокот. Добро, нормално. Како се справуваш со тремата или на почеток на твојот прв настап? Знаеш што е трема? Не знам ни ја што е трема, али како ја тумачам стварта. Овакво, тоа е некоја чудна неконтролирана возбуда што ја имаме. Као, например, она сега тука нешто ги преска цупка нешто со нозете, не знае што се дешава, не знае кај. Таа енергија што ти ја трошеше сега во нозете ако беше од трема, значи тоа е вишок енергија. Таа вишок енергија треба да спроведеш во насока на тоа што тебе ти треба. И тоа сите го имаме, убаво е кога го имаме. Се поретко мене ми се случува и ми е многу криво кога немам трема. Ама трема е таква, е возбуда. Е возбуда која што ти не можеш да исконтролираш. Ако можеш да ја канализираш таа возбуда во нешто, тогаш тоа ќе биде само плюс продукт на твојата работа. Никогаш нема да те зезне, никогаш нема да те сопне таа вишок. Те сопнува, мислиш дека те сопнува кога е неконтролирана. Ако успееш да ја исконтролираш и да ја канализираш, тоа ќе биде секогаш плюс за твоето. Тоа е стварно, тоа е возбуда, тоа е погон од внатре, кој што треба да биде погон за твоите добри ствари. Меѓутоа не се сеќавам вака да некојаш трема ептен ме исцимала, да ептен ме... Не се справуваш со тоа колку толку. Па да се обидувам да излезе негде, некојаш излага во погласно, не, малце погласно ќе збориш, ама нема да ти се тресе ногата. Некојаш ќе ти се земе гласот, ама нозете ти ида таму, прават нешто. Не знам. Така Не се снаоѓаш добро. Па се надевам, не знам. Се надевам. Тоа. Ако имаш трема, стрес и други работи што работата ти ги предизвикува, Да. имаш као свој аутлет, знаеме дека фудбалот ти е вид на хоби, што го Да, практикуваш. играм вечер. Игра вчера. Да, повеќе од хоби, ова е вид на живот. Дали имаш некој друго нешто што го правиш дома што ти помага да се справиш со тој стрес или со таа трема? Дали имаш некои други хобиња што ти го исполнуваат времето надвор? Да, имам бенд, не знам дали знаете. Знаем. Да. Тоа. Пишувам текстови и свирам дома. На клавиатура, ако имам, ако гитара, ако имам, или труба, ако имам, ти обично ги менјам така. Низ дома стварите, ама се обидувам да си свиркам. И пишувам текстови, да. Тоа А тоа како е ти супер. текнуваат текстовите? Дали ги поврзуваш со нешто во реалниот живот? Или Да. дали имаш инспирација од нешто или само така одеднаш доаѓаат идеи? Како бе така одеднаш доаѓаат идеи? Па Нема некојаш- идеја, Некојаш ќе се некогаш. случи да ми Некогаш. текне нека приказна или нешто и така Да. ќе си ја... Да. Тогаш само не си свесна од каде дошла. Не е дека таа дошла од никаде. Само ти не си свесна од каде дошла. Пака некоја инспирација. И е окей. Да. Меѓутоа, мислам дека инспирацијата се брка, дека инспирацијата не се чека да те стигне. Не може да чекаме и да не стигне инспирација. Далеку сум од тоа не го практикувам. Може некој ќе каже дека функционира така, дека чека и му доаѓа инспирација, а лалда му е. Мене не ми функционира така. Морам да ја бркам, морам да ја чесам инспирацијата константно. Не преку грајндање во работата. Јас денеска по секоја цена морам да напишам текст за да останам у форма. Не на тој начин, туку во начинот на живот, препознавање на своите потреби во текот на денот. Која е мојата потреба денеска мојата потреба е да отидам малце у природа. Одам у природа, си го почитувам тоа на себе затоа што имам потреба од тоа. Тоа значи дека имам потреба да се наполнам од нешто такво, дека премногу сум бил затворен, премногу сум бил со луѓе. И сега имам потреба да одам малце во вода, одам и пливам. Тие работи кога се препознаваат, искрено, мислам дека таму лежат тие полнежи. Ти низ начинот твој на живот, како што го живееш животот, така се полниш со инспирација, со луѓе кои што ги запознаваш, приказни кои што се случуваат, приказни кои што ги слушаш. Ти се полниш со сите тие работи. Во еден момент ќе треба да го испразниш тој вентил. И тоа го викаме наплив на инспирација, ми дојде. Не, тоа испукало од нешто што ти си го собирал внатре, а не си свесен. Да ја пронаоѓаш инспирацијата од нормалните работи во околината. Да, сигурно. Па што да ја пронаоѓам, да играм Дота. Нема
Малку се надоврзам на претходното прашање, за музиката ме интересира. Не мора конкретно, ама еве помеѓу театар или самата представа или музика, снимање на таа песна, што ти сполнува повеќе од тие две? Или подеднакво? Тешко прашање. Одговорот не е во едната или другата струка. Можеби одговорот во што од тие две струки, например, од музиката, делот од музиката и бендот и се тоа, многу повеќе ме исполнува и многу повеќе ме возбудува лајв настапите, односно концертите, за разлика од тоа што го правиме во студио. И во глумата исто. Многу повеќе ме возбудува да играм лајв во театар, отколку да снимам филм. Например, можеби таа поделба која што ти ја направи не е хоризонтална на тие две работи, не е вертикална, туку е хоризонтална, се делат тие две ствари на начини на кои што функционираат, така што можам да изберам умилен начин на кој што сакам да творам, а тоа е жива уметност во моментот. Во живо те гледат. Да. Тоа да, публика. Следното прашање ми е дека ние, пример, пред некој тест имаме ритуал, еве не знам дали стрикнал пенкало, дали нешто направиш за да поминеш добро. Дали ти имаш некој ритуал пред представа? Дали имам ритуал? Овде ќе ја поздравам мојата професорка по глума на академија, Зоја Бусалковска. Таа има ритуал посебен за секоја представа што ја работи, режисера, секоја представа што ја работи си има посебни ритуалчиња за секоја представа. И мислам дека сум го презел малку тоа од нејзе, тоа е да за секој лик си имам посебно ритуалче. Не е дека немам, него дека за секој си имам посебно. Дури некогаш за некои ликови има и специфична работа која што ја јадам или ја пијам. Така што да, имам ритуалче. Сигурно. Дали може да споделиш еден ритуал за една конкретна представа? Еве најактуелна е сега Болова Вува. Гледајте. Ако сакаш да ни кажеш кој ти е ритуалот. За Болова Вува. Или за било која ти онака најмногу впечаток што ти оставила? За Болова Вува, например, се бањам ден пред представата, не се бањам на дента на представата. Добро. Тоа е од практични причини, за да ја олеснам на Мерита, која што ни прави фризура во театар, полесно ми ја прави косата кога не ми е бањата дента. И сега можеби тоа да го кажам како ритуал, дека сега ја планирам кога ќе се избањам, дека морам да се избањам претходниот ден, пошто утреден ако се бањам пред представа, ќе се мачиме со косата малце, пошто таму имам една специфична коса, една таква, некоја ми прави некоја пунџица. Така што тоа, исто така и менџушките, ги бирам менџушите за Болова Вува, имам неколку менџуши кои што си ги бирам, тие си ги гледам. Специјални. Дали денеска ќе ги играм розевите или јаковите или зелените и така натаму, така што ете за Болова Вува тоа го правам, да, за Болова Вува тоа го правам. И се разбира дека за секој лик малце одам, кога ќе влезам во костимот, малце одам, си шпартам низ театар, како што оди ликот. Можеби тоа е еден универзален ритуал за сите. Да се соживееш со самиот лик. Да. Едно време правев нешто с клекови, нешто такви ствари, али тоа од тремата. Од тремата тоа на почеток кога се работи во драмски пред 2 години со првата представа тоа го правев. И акумулиране на трема, вака еден стрес дека сега треба да излезе. Овакво има една сцена пред да излезам. Јас имам една сцена која што се игра и ја вака пун со една возбуда дека сум наред и дур се игра нива сцена, ја сум како уструја, морам да идам тука, немам кај да одам, да трчам негде, морам сум тука за да влезам и морам да идам тивок, се разбира. И у тоа чекањето и тука скликови малце окей, вака иде некаде стресот на друго место, оди се распределува низ телото, не е више овде. Така. Ако глумиш различни ликови, има некои сцени кога треба да бидеш поемоционален. Или дали си имал некоја сцена кога си требал да плачеш или да бидеш пресреќен, ама во тој момент тоа не ти доаѓа. Како доаѓаш до тие емоции? Како стапуваш во чеврите на тој лик? Шо ми е работа на мене, освен од тоа да стигнам до некоја емоција. Немам друга работа. Тоа е единствената работа која што ја имам. За таа работа да се заврши, јас имам занат. Сум завршил школа. Во тоа школа ние сме научиле, академија, сме научиле различни техники на кои што ти работиш
толку години и со кои што ти се служиш за да стигнеш до одредена емоција. Нема тоа што искористи ти во прашањето, не ти доаѓа, нема не ти доаѓа. Не може да не ти доаѓа. Ако не си сигурен дека ќе ти дојде, работиш на тоа, ти да ја предизвикаш таа емоција. Тоа е, јас ја предизвикувам таа емоција, не ја чекам мене да ми дојде. Да, некогаш се случува кога си преуморен, кога не игра на представата долго време, кога има некој технички проблем, некој ќе ти сгреши музика или нешто, ќе се деконцентрираш, знае да се случи да не дојде до вистинската емоција и во тој момент сега ќе се вратиме на еден одговор од претходно, тоа е лажењето. Во тој момент не лажам. Во тој момент го играм тоа што го имам. Нема да те излажам тебе како публика дека имам нешто повеќе или уште полошо како партнер. Ако играме на сцена партнери и нема да те излажам дека имам повеќе во себе од тоа што го имам. Ќе ти го дадам тоа што го имам. И не е тоа лошо. Напротив, тоа е драгоцено во моментот затоа што денеска таа изведба ќе биде специјална. Денеската нема да направиш голема штета, нема да падне кровот од театарот ако не дојдеме ние до таа емоција. Напротив, ќе имаме една многу драгоцена работа со тоа што денеска, ако треба во оваа представа јас тебе да те сакам, денеска те сакам на овој начин. Можеби ние сме вежбале, сме пробувале и сме рекле дека јас треба да те сакам многу гласно или многу големо и тоа денеска не ми доаѓа, нема да те лажам дека те сакам така. Туку денеска ќе те сакам како што те сакам, вака, денеска вака ќе те сакам. Така. И тоа е драгоцена ствар. Тие ствари треба да се користат. Тогаш се уште еднаш како главниот одговор, а тоа е тогаш не ја лажеш струката, не го лажеш партнерот и не ја лажеш публиката. Туку даваш колку имаш искрено од себе. Во тоа е победата за мене. Да искрено ги искажуваш тие емоции што ги имаш. И обратно, и за тажни сцени, за плачење. Ако некогаш не се случи ако не успеам да дојдам до тоа, нема да кажам дека не ми доаѓа да плачам, него јас не успевам да стигнам до таа емоција. Тогаш не лажам, не плачам, не се препознам како се чувствувам во моментов и го играм тоа што го имам во себе. Сега и тука. Не бркам нешто повеќе од тоа. Да го користиш твојот максимум во тој Да, тоа што го имам, тоа е најискрено, тоа е најубавото. Само тогаш ќе можеш да префрлиш. Само тогаш ќе може да те сочувствува некој, пошто некој кога те лаже, приватно се збориме. Некој кога те лаже, не можеш да го сочувствуваш. И ти го приметуваш. Приметуваш некој ти збори некоја другарка или другар, ти збори некоја приказна и ти се чудиш зашто ти не го сочувствуваш него, зашто малце не си емпатичен кон оваа приказна, а тоа е најверојатно затоа што он малце лаже во таа приказна. Он не те фаќа. Ја верувам во тоа. Верувам во тој начин дека ако јас сум искрен кон публиката, колку повеќе сум искрен, толку повеќе публиката мене ќе ме прими. И во тоа е победата. Јас ако ја лажам публиката дека сум сега среќен, посреќен од тоа што сум, не пребацува доволно. Пошто се цени твојата вистинска изведба. Да, повеќе јас ја ценам. И не само мојата, туку и на моите колеги и на други некои актери кога јас сум публика кога гледам. Што е најтешкото нешто во професијава што другите не го гледаат? Жртвите кои што ти ги приложуваш на уметноста, а тоа се твоите пријатели. Во кој смисол? Не во буквален секташки смисол дека ти ги жртвуваш твоите пријатели пред уметноста. Ставаш таму на сцена. За Дионис, не. Туку жртвата дека можеби некој твој пријатели, твои блиски луѓе не може до крај да го разберат твојот начин на живот, твоето темпо, твојата посветеност кон стварите, дека можеби денеска нема да одам на работа и нема да одам на проба и нема да одам на театар и тоа може ќе биде 2 недели така, меѓутоа кога ќе влезам во некоја представа да ја работам и се, тоа може да ме одземе целосно. Мојата професорка викаше дека нашата струка е многу љубоморна струка, те зима цел, не те остава за другите. Те зема целосно, мора да те држи цел како целина со месеци за ти да постигнеш нешто. И блиските луѓе околу тебе, тие кои што нема да го препознаат ова, едноставно ќе ти свртат грб, што е нормално.
Нормално е, никој не сака да има другар 2 месеци, после 2 месеци да го нема тој другар. Тоа е логично. Ама тие жртви на тие пријатели, тие луѓе кои што ти ги губиш поради времето посветено на оваа струка, тоа е најтешката работа која што луѓето не ја гледаат. Мислам дека вистинските пријатели реално после тие 2 месеци твое отсуство треба да останат дека сепак има милион професии што може пола година ќе си отсутен. Ако е вистински треба да остане дека ти не го правиш тоа дека не кеш да го видиш и не кеш да сретнеш, туку стварно со правдени причини. Кога што ти работи во фирма и секој ден стана оди во канцеларија, така ти секој ден одиш, глумиш да представа. Така што поздрав до сите мои луѓе кои што останале до тука. Поздрав. Легенди сте. Фала ти. Кога си бил на сцена, дали некогаш ти се десила некоја случка да биде смешна или незгодна? Или нешто се случило со гардеробата, некоја таква смешна случка да ни раскажеш? Или има многу? Се случува често тоа у театар. И тоа е многу интересно. Јас исто така не знаев дека до толку е организиран театаров позади. Сега ми е и на мене тоа интересно како го гледам како функционира во театар. Ми се случи, например, да ми пукнат панталоните насред во кафескај Кокони. Играм еден од ликовите носачки таму, кој што не е мој лик. Влегов на замена. Менувам друг актер, го менувам Дамјан Цветановски во таа представа. Да. И го менувам Дамјан во таа представа и на мојата прва изведба, во мојата прва сцена во таа представа, која што е патем еден габарит од сцена, еден диалог со татко ми во кој што ние разговараме едно, например, 10 минути е сцената, 15 минути, тоа е многу вака концентрација. Првиот пат излегувам во туѓа улога. И мене ми пукаат панталоните, луѓе на влез. Чекај се, немам тука да покажам. Не, луѓе. Значи, кога се, ако нема врска, гледа камера. Значи, кога влегувам во таа сцена, доаѓам во представа, со татко ми се гледаме, прва моја појава е тоа на сцена, и имаме тука некоја кореографичка која што ја правиме. Малце играње. Да се поздравиме, да, и во еден момент ја правам некој потек, некој клекнување. Ује, втора минута е тоа. Втора минута од представата. Ја клекнувам, рокаат панталоните, ама цели од кичма, тие се со висок струк панталон. Од кичма пука до овде, до средина, до центар на рамнотежа, до овде. Ја нема што да правам. Тука е и режисерот, тука се и сите, а преме муабе дека во таа представа играат некои си 12 на луѓе, 13, и сите се сега возбудени дека на мене ми е прв пат. И сите се тука од страна доени да видат јас како ќе се снајдам, дали ќе биде се уреду, пошто ја таму летувам со една проба, со 2 проби буквално. Не сум го работел тој лик. И сите се премногу возбудени за да видат како ќе биде сега ова, како ќе пројде сценава. И сите стојат вака, ја излагам, правам вака, пау, пука, тие готово си одат луѓето од позади. Готово, викаат ова сега како ќе се заврши, готово е. Готово, никој не рачуна тука на успех денеска. Меѓутоа имав малце контрола врз себе и таму отиде целата трема. Пукнаа панталоните и ја бев као, сега може да сгрешам нешто? Не може ништо Што повеќе. се ќе сгрешам нешто? Што сега никој ќе ми каже, како ја кажа репликава. Нема, готово е, Се рокнаа. главната поена. Од таму, прва ствар што правам, си го решавам проблемов. И пукнаа. Како што би го решила ти сега ако ти се случи тоа. Семав јакна и си ја врзав за половина. Тоа е и си ја изиграв представата со јакна. Меѓутоа, кога излегов од сцената, кога заврши сцената, кога излегов, театарот позади веќе беше организиран за тоа како ќе биде спасено, пошто ја треба да влезам за некоја минута пак во друга сцена со тие панталони, тоа е тоа. Умеѓу време јас излегувам, ме чека гардероберка и ме соблекува уход, ја одам, она ме соблекува, ја одам, добро, чекај малце, не знам кај се наоѓам, не знам текст, и седнувам ушивална, ми ги вадат панталоните, седат, се затвараат врати за да не куца машината, публика иде тера представата. Јас седам тука, не знам ни која ми е следна сцена, не знам кај се наоѓам, доаѓа колешка Нела, у класа што завршиме заедно, со Нела понавljам текст, ушивална,
И ваква костимографката ми ги шие панталоните додека ја понавljам текст за следната сцена. О, мултитаскинг. Лудил. Ама кога завршува ова, бев пресреќен и сега веќе сум многу покомотен затоа што знам дека има екипа тука што нема да остане на цедилјак. Ќе те спаси, Нема да остане на цедилјак. Значи тие луѓе затоа се таму. Тие луѓе кои што се бават со костимот да биде добар, се бават и лайф ако се сгреши нешто. Што мислам дека тие се тука за да ги направат костимите, после тоа евентуално да ги исперат костимите и евентуално да ги остават кај што сте се договориле со тој костимот. Меѓутоа не, овие се тука спремни да се коригираат ствари така што поштовање до цела техничка екипа на Драмски театар бомба функционира позади. Да, одма се спремни да влезат и да те спасат што и да се деси. Прекрасно пример, чувство. некој пат, дали си требало да импровизираш некоја грешка? Или нешто ќе се случи и ти ќе си го додадеш у текстот за да се спасиш од таа грешка? Да. Често и се надевам дека ќе ми се случува уште почесто. Пошто тоа е за сега барем мислам дека е едно прекрасно дејствување. Тоа е лайф глумата. Тоа е укорен тоа што сакам да го работам. Да творам моментот, да не нешто што сум го створил, сега да го реплицираме за оваа публика пак и истото. Туку денеска да биде ново. Се разбира тоа да не доаѓа од грешка, него тоа да доаѓа од желбата и мотивот и инспирацијата за градење над тоа, за градење повеќе од тоа што си го изградил. Меѓутоа и кога доаѓа од грешка не е проблем. Да, се случува да импровизирам. И тоа баш сега на дипломската на Кико, Кристијан Атанасов, ја играме ја вративме после година и пол. Тоа е дуо драма со Јана Велјановска, од моја класа глумица од МНТ. Овакво со Јана Велјановска играме представа и сега тоа е дуо драма, само двајца сме на сцена и една многу тешка представа затоа што сме само двајца на сцена, седиме на клупа и играме текст саат и пол на клупа. Толку е. Нема нешто ќе идам до ВЦ. Нема, тука сме. И мора да се осеќаш со партнерот. Мора да го осеќаш до кај сте, за да можеш да се потпреш на него, особено во толкав комат саат и пол седење на клупа. И ја гледам Јана, малце ми утна нешто, некој текст, али не ми е проблем. И ја гледам незе, ја гледам у очи и сваќам дека малце она е готово, дека она малце си му изгубено. Добро. На некоја мала реакција, на некоја ситна реплика неизина, која што не прави проблем нити на представата, нити на мене, јас си цепам дале. Се обидувам да ја вратам неизе преку начинот на игра, преку провокации, преку чуда, да се врати у четивово. И Јана уште ја нема. 2-3 минути Јана уште ја нема. Уште вака ме гледа празно. Она нешто размислува, бара кај сме. Ме гледа празно. Во тој момент ја почнам да се сумњам у себе дека ја грешам. Дека она размислува како она мене да ме спаси, дека јас сум веќе отишол у не... А ја веќе 3 минути зборам текст. И си викам, не, валја дека го утнав чинот. И Јана не комуницира, вака блокирана е Јана. И добро, ја викам ќе прекратам овде, пошто најверојатно јас грешив. И гледам у главата и да малце кај е крај на парчето. Тој мој лик во секој момент може да си замине и јас одлучувам да си заминам. И после треба она да ме врати и ја викам окей, добро, чим немаш што да кажеш, тогаш јас ќе си одам. И тргнувам да си одам. И си размислувам што е следно и сваќам дека тоа што е следно е поврзано со ова претходно што го зборев и јас сум на точно место. И јас се враќам дека сум на точно место, дека не сум сгрешил јас. И сега си викам, чекај малце. Јас скокнав толкав дел бидејќи мислев дека сум у грешка. Не е крај на сцената. И јас се враќам и викам, не, слушај се вам. И го кажувам целото што го прескокнав затоа што мислев дека сум у грешка. Тоа е една од поголемите импровизации кои што имаат слушано ускоро.
Ама тоа е врв на концентрација, тоа многу треба да се сконцентриран за да можеш да изманипулираш со ова, да знаеш до кај си, да знаеш што точно си скокнал за да можеш да се вратиш. Особено во таков текст, особено во толку тежок текст, што е само два лика. И успеав да го изманеврирам тоа и тоа беше прекрасно. Јас се вратив со нов мотив во таа сцена. Од кога сватив дека не сум во грешка. Кога се вратив со нов погон и беше многу свежо. И Нејза ја шокирав бидејќи она беше сосема откажана, се разочара бидејќи она сгрешила и така натаму и мислеше дека прескокнавме толку голем дел и дека тоа ќе биде фијаско. Кој знае што се случило во нејзината глава. Иако и се вратив дупло појак, затоа што сега бев 150% сигурен во тоа што сакам да го кажам. Нешто без кое што не може представата. И сега се враќам да ти го кажам тоа у лице. Ја шокирав дури Нејза. Ја беше се врати исто така јако во тоа бидејќи добивме нов погон, добивме нов мотор во самата представа. И многу драгоцени се тие работи. Особено кога имаш партнер кој ќе го искористи тоа. А ретко се случува тоа, така што ја на те сакам. Да, такви моменти се стварно различни, драгоцени, не е само истата представа од поново. Дали имаш некој лик што ти го променил животот до станака? Да. Кој е тој? Секој. Не, се шалам. Како што во секој лик си оставам нешто мое, Така и тој остава. така и ликот остава нешто негово во тебе, кога одиш понатаму. Па некогаш, кога ќе го заборавиш тој лик, кога нема да си игра таа представа, после долго време нема ни да забележиш кога, можеби ќе се исчистиш од сите ликови, сите траги кои што ги оставиле. Ликот што премногу ми го смени животот, начинот на размислување, беше ликот што го играв за дипломската представа, што беше во режија на Зоја Бузалковска, односно мојата менторка. Ликот се вика Фредерик Килнер, Фреди, еден доктор, кој што така, му си има случила некоја траума во животот, каде што има загубено една љубов и кој што си има сосема откажано од тоа, од стварање фамилија, од стварање деца, не е ни важен контекстот. Тој лик, со многу од неговите ставови, јас се согласував во тој момент. Премногу. Не ми се ни веруваше како е возможно јас пола од овој текст да го имам веќе кажано во прошливе 3 години. Веќе го имам кажано тоа кое што треба да го зборам во оваа представа. И ми беше многу драг лик, многу сакав да влезам, да го простудирам и да видам кој е стварно тој човек. Ми успеа тоа. Мислам дека имав доста успешна улога таму со тој лик и преку тоа што јас го истражив тој лик и станав тој лик, влегов во неговата приказна целосно, тоа му дозволив неговата приказна да влијае на мене, да биде мое искуство. Нешто кое што јас не сум го проживеал во мојот живот, ја не сум загубил трагично љубов, кога викам трагично мислам смрт, меѓутоа, преку тоа што јас и дозволив на неговата приказна да влезе во мене, беше како едно големо искуство кое што јас сум го прошол, еве не директно, меѓутоа непосредно со тој лик. Заедно со него како да сум бил кога сум поминал, така што и после тоа искуство многу ми помогна јас да можам да си ги средам некои работи во мојата глава, независно од стругата. Тоа што ми се случило. Значи уште многу долго ќе паметиш како прво искуство и Да. како најголем импакт што ти остави на тебе на кариерата. Да, се надевам дека многу скоро ќе го надминам тоа, дека ќе дојде некој појак лик што поише ќе ми извади од патики, ама нема на повидок. Дали е тешко да се балансира приватниот живот со кариерата? Дека нели пример некако си кој обична работа еве канцеларија едно друго актер, сам скажува дека се внесуваш тотално во улогите, те менуваат кој човек. Да. Како успееш да го балансираш? Па не балансирам. Нема баланс. Не, Преовладува едното врз другото. тоа може да го кажат моите блиски, веројатно ја не можам да го знам, затоа што јас цело време мислам дека сум јас, ама сигурно не, сигурно се менјам нешто. Меѓутоа немам потреба од баланс, немам потреба од јас. Немам потреба од јас. Доволно е да ги знам своите потреби, тоа е тоа, како не знам. Океј. Играм фудбал, можам да бидам фудбалер, не можам да бидам фудбалер
професионален да играм за Кој поише сакаш, Меси или Роналдо? Ајде, Реал или Барса? не, вака прво на првото прашање одговорот е Кристијан не. На првото прашање одговорот е Златан Ибрахимовиќ. Ма не помеѓу нив двајца. Помеѓу нив двајца. Мора еден. Роналдо, си кажа. Јас сум иначе за Меси, за Барса, така да. И ти? Ништо. Ке разговараме после. Едниот е супер талентиран, другиот многу работи. Ја го избрав тој што многу работи. Од нив двајца. Се гледаш во него. Не, во Кристијано Роналдо не се гледам. Не. Може он се гледа од тебе. Па, може би. Ако ти гледал представа. Не би сакал да се вообразам, но би сакал да се сообразам со Кристијано. Така. Друго прашање? Сега одиме на сегмент прашања, тоест блиц прашања. Ајде блицчиња. Театар или филм? Сега за сега театар. Да, ја пријескат на доврзака, сака повеќе нели во живо. Комедија или драма? Сега за сега драма. Зошто? Затоа што играв многу комедии во задниве 2 години. Више знаеме дека сакаш повеќе импровизација. Да. А кој би ти бил некој омилен актер или актерка на македонската сцена, или дали имаш некој што го некој идеализираш, ама би сакал да дојдеш до таков, да бидеш таков како него, толку успешен или толку Нема да кажам за успех и за успешен, затоа што не стремам кон таков успех, по туѓ успех. Меѓутоа може би го одвоил вака на прва, не сум го размислил, меѓутоа на прва може би го одвоил овде Ѓорги Јолевски актерот, односно неговиот специфичен израз, и мислам дека еден од малкуте актери кај нас кој што има свој метод на работа кој што би можел да се учи у школа. Јас би сакал да го научам неговиот метод. Не би сакал сега да го замарам човекот, бидејќи е стварно доста ангажиран актер, ама во еден момент кога би имал прилика, би го замолил ако може да ми го предаде неговиот метод на работа, да го научам и тој. Така што може би техниката на глума на Ѓорги Јолевски. А што можеме следно да очекуваме од тебе? Некои проекти, представи дали спремаш или нешто музика? Добку ја да спремам албум. Спремам албум со Добку ја, кој што требаше да биде сега, нема би да се надеваме дека ќе биде на есен. Може би трет соло албум ќе правам, и знаеше телефонот, може би ќе правам трет соло албум, не би сакал да го напуштам веќе тоа. Може ќе правам соло концерт со Лука Тошев заедно, така што ете тие работи се у план. У однос на представи во Драмски театар ќе се работат неколку интересни представи во оваа година, во кои што се надевам дека ќе играм барем во 2 од останатите 4. Меѓутоа пратете театар, дојдете у Драмски, ќе ги гледаме заедно сите ствари. Ни беше чест што те имавме на нашето студио, фала ти што дојде. Фала ви што ме поканивте, јас сум исто така пресреќен дека си поразговарав. Ти благодариме за сите совети и за твоето време потрошено. Ти посакуваме многу успех во наредните проекти, полни сали, многу гледачи, со музиката ти така успех на секој поле. Да, и јас го посакувам тоа за публиката, не за мене. Тоа е обострано добро да биде полн театарот. Тоа е обострано добра работа, не е тоа за мене. Апсолутно. Да. Се надеваме дека уживавте во денешниот разговор. Чао и се гледаме наскоро. Чао. Тоа беше. Малку прекорачив.